во континуитет и на самите седници на Совет на општина Куманово, и во делот на јавноста имаме голем број на реакции и забелешки за нефункционалност и на делот надлежните служби, тоа се од СВР и дополнително од страна на надлежните служби при општина Куманово, бидејќи се создава еден впечаток во јавноста дека во континуитет одговорноста се префрлува од една на друга институција, а состојбата нешто драстично не се подобрува, туку можам да кажам дека се влошува. Сметам дека на овој состанок на локалниот совет за превенција треба да излеземе со една реална анализа, согледување и одредени препораки до институциите како би можело да се подобри состојбата. Од аспект дека овде имаме и присутни луѓе кои што имаат подолг временски период искуство во делот на работењето на СВР Куманово и сообраќајната полиција, мислам дека мора да се изнајде начин и решение и локалната самоуправа и делот надлежните служби да дојдеме во состојба да ги подобриме состојбите во сообраќајот. Многу сериозна забелешка на Советот која доаѓа во континуитет е дека не се застапуваат или пак не се бранат ставовите и извештаите на полициската станица од општа надлежност при давање на оние редовни информации за работењето на полициска станица од општа надлежност и дополнително годишните извештаи со недостаток на присуство од страна на командирот на полициска станица за општа надлежност на самите седници на Советот. Од друга страна имаме голем број на забелешки од страна на СВР Куманово во делот на одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација во градот, дополнително уредување на јавните прометни површини и нивна трансформација и изградба на нови паркинг места, што значи дека треба да се напомене и делот и забелешките на јавното предпријатие Куманово паркинг во делот и можности за повисоко ниво на соработка помеѓу јавно предпријатие Куманово паркинг и сообраќајната полиција, бидејќи е евидентно дека во многу случаи се постапува селективно, особено во делот на функционирање на пајак возилото во градот. Имаше на седниците исто така различни дискусии од страна на директорот, кај што немаше можност да се соочат фактите и аргументите да се слушнати од двете страни, и покрај селективното постапување дополнително и нецелошен ангажман на сообраќајната полиција во градот по бројот на тоа колку возила, како на дневна, неделна и месечна основа се креуваат со пајак возилото. Оно што е замерка од страна на советниците со кои сум зборувала, дека СВР Куманово во овој случај сообраќајната полиција се користи повеќе за казни, отколку за спроведување, вистински спроведување на безбедност на сообраќај, за што сведочиме сите, особено на Октомвриска револуција. Знаеме дека во ноќните сатови цело лето, цела пролет, па дури сега имаме снимки каде што, како се вика тоа, дрифтање и лудо возење на поединци. Такво нешто не се спречува, меѓутоа има стални полициски контроли кои, особено на Октомвриска, за другите делови од градот не сум сигурна, на Октомвриска каде што се гледа дека на покачена мала брзина, зашто е нормално, во рете се казнуваат сограѓани. Значи, реална контрола на сообраќај нема во Куманово. Повеќе имаме чувство дека тоа е повеќе за профитирање од казни. Онаму каде што се потребни ги нема. За уништување на општински имот неколку пати апелиравме дека нешто што се прави со граѓански пари и за кои се гласа на Советот и за кое ние се сите надеваме дека нешто може да се додржи барем неколку месеци, едноставно нема луѓе од СВР кои шетат по
тие битни места каде што е фреквенцијата голема и кој сите знаеме дека се уништува на Кеј, се уништува горе на каде што се поставува поголема количина на урбана опрема, цела голе кај споменик Костурница се е уништено. Чија надлежност е, често пати се префрлуваат работите од СВР до комунална инспекција кај нас, значи чија и да е надлежноста, треба да почнеме да се грижиме за општинскиот имот, за кој гласаме и даваме пари. Едноставно, ова непојавување на седниците од страна на командирката се прима кај нас советници како на непочит. Непочит, голема непочит на советниците кои се избрани од страна на граѓаните. Едноставно, оваа практика, јас и со командирката неколку пати сум разговарала дека треба да се појави на седниците, имаме комуникација со неја лично, меѓутоа, кога ќе дојде време за седница, никогаш не се појавува. Тука и комисијата може да потврди дека и на координација, тука беше почитуваниот Милјан Доновски, предложивме да дојде, едноставно, дали се плашат, дали избегуваат, во секој случај не е во ред да нема соработка помеѓу две најбитни институции што се однесува, нели, Совет, Општина Куманово и СВР општа надлежност. Од друга страна имаме пријавување на многу од страна на граѓаните, пријавување на многу потешки возила од 5 или 7 тони, не знам како беше на Народна револуција, не знам кој треба да санкционира такво нешто и уништување на пат на Народна револуција, целата Народна револуција и движење низ центарот на градот, каде што претпоставам дека не е дозволено. Значи има неколку битни точки за кои треба да се расправи и треба да се даде заклучок и да се постапи според нив.